Благослов, магична моја фамилија, голем благослов за сите вас. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за сета ваша доверба која што ја пружате на мојата страница и мојот YouTube канал. Денешната тема ќе биде што си заминува од вашиот живот до крајот на ова 2025 година, а што влегува како нова енергија од наредната година. Јас пред вас ќе ги одберам двете групи. Ова ќе биде колективно, групно исчитување од тарот картите и секогаш улогите можат да бидат заменети во вакви исчитувања. Енергија да интуитивно одберете една од овие групи, доколку не резонира или пак не ви представува ништо што ви е битно во едната од овие групи, ве замолувам да одберете друга група која што ќе биде, се надевам, за вас енергична. Ајде да видиме. Две групи, интуитивно, одберете си. Ова ќе бидат поставени карти кои што ќе можете да одберете од двете групи. Енергија да имате и вака нешто. Ова се мали кристали со вакви декорации, да можете да си одберете една од овие две групи. Денешната тема, што си заминува од вашиот сегментен живот во вид на случка, настан, моментална ситуација кој што ви представува терет до крајот на оваа 2025 година и што доаѓа како нова енергија што влегува во вашиот енергетски дел во 2026 година. Доколку одбравте, се гледаме во првата моја група. И добре дојдовте прва моја група за сите вас кои ја одбравте оваа карта и ова е генерално менѓуша, но е во енергија со штрасеви или пак ситна монистра која што е во вид на лампион. Енергија да видиме за вас. Ова ќе го трнеме на страна и да започнеме со читање на вашата прва група. А тоа ќе биде енергија да што отпуштате до крајот на оваа 2025 година, што си заминува од вашиот сегментен живот како случка, настан, генерална енергија која што се надевам дека сите ќе се препознаете во денешното исчитување од тарот картите за мојата прва група и да видиме што ќе дојде како нова енергија во вашиот живот, како случка, настан, лице, енергија, среќни околности во 2026 година. Ајде да видиме што си заминува од вашиот живот во 2025 и што ќе дојде како енергија, да, што ќе биде во 2026 година. Ова се карти кои што ќе ни означат што си заминува од вашиот сегментен живот во 2025 година, а што ќе дојде во 2026 година за првата моја група. Ајде да видиме. И да започнеме. Што си заминува од вашиот сегментен живот? Драга моја прва група или пак прва моја карта за сите вас кои што ја одбравте првата
карта ќе биде во енергија да напуштате генерална енергија која што вели реунија во љубовен однос, енергија во реципрочно давање и примање на материјална стабилност или пак подароци, енергија да бидете во 9 купови. Оваа персона која што направила реунија во вашиот енергетски живот е да емотивно и не била варијабилна на вашата енергетска моментална состојба, која што се надевам за некој од вас ќе биде во енергија да немало реципрочност, да не се давале енергии кои што ќе бидат во ваша асертивност, да прифатите персона која што е во ваша реунија или пак енергија да ова биде случка, настан на ваша работна енергија која што и сте требале да влезете во една материјална слобода или пак преслобода која што за некој од вас ќе значи дека и сте очекувале оваа персона да донесе битни и важни одлуки по повод вашата стабилност, заедничка стабилност, каде што и сте се надивале дека ќе направи реунија со вас, ќе ви подари поклони, енергија, ќе ви подари можности да бидете во негова елементарна енергија или пак во незина елементарна енергија, но сето тоа не се случило. Енергија да, оваа персона сега е во можност да се кае, да биде во каење, или пак вие се каете затоа што ќе треба да ја исклучите од вашиот живот. Ајде да видиме. Материјална слобода, енергија да бидете во материјална слобода, 6 пентакли, да примате и давате заедничка енергија, да бидете во материјална сигурност, взаемна енергија, каде што и ќе треба и емоции и напори да се примаат. Енергија да, 9 пентакли и кралицата на куповите, 6 пентакли и 8 купови, енергија да, 6 купови и обратен човек ни дава можност дека вие ја напуштате оваа персона бидејќи ве излажала, донела некоја исхитрена одлука која што и требала да направи баланс во вашиот енергетски живот, да донесе можност да заедничко градите енергија, да изградите стабилност, но вие ја напуштате оваа персона. Оваа персона си поиграла со вас, енергија да сте премногу, вие сте се вложувале во оваа персона, но оваа персона е во една енергија да вие сега ја напуштате оваа персона како персона која што ви задавала и проблеми и енергии, да не била во рационалност, да не можела да донесе одлука по повод на нејзината енергетска внатрешност и да не може да донесе одлука по повод стабилност во вашиот, дали било на работен план или пак на емотивно работен план. Не е битно, битно е дека оваа персона заминува од вашиот живот. А што влегува во вашиот живот во 2026 година е дека ќе ви помогнат божански сили или пак енергија, да имате божанска заштита од универзумот, дека сте чекале многу долго време на некоја енергија која што ви отвора можност за
нови врати, нови видици, да запознаете нови персони преку социјални мрежи или пак енергија да бидете во комуникација со персони од светот, да добиете една ваша енергетска вредност која што и се надевам за некој од вас дека овие 8 купови ќе бидат во енергија дека ја напуштате оваа персона и останувате во своја асертивност, дека сте разочарани од љубовта и емоциите и со ова одење напред за некој од вас ке значи дека и ќе патува на подолги стази, енергија да ќе замине во странство, каде што има и преголема дистанца од местото каде што живеете, да ви се осветли патот, каде што и ќе можете да заработите и да бидете во добра компанија. Но вашите емотивности се уште во енергија да не се отварате никому и да притајувате за оваа повреда што ја отпуштате во 2025 година. Едноставно си заминува од вашиот живот, пресекувате, момент да се премногу сте се давале емотивно, сте донесувале срчани одлуки, сте биле во енергија да сте имале добро срце, но залудно за оваа персона. Новата енергија која што влегува во 2026 година е долг пат, дали било на физички или психички, енергетски дел, каде што и ви се отвара видикот на светот. Енергија да бидете во комуникативност, тука се и божанските интервенции за вас, енергија да се стрпите и почекате за уште малку време, кое што се надевам дека сите ќе ја послушаат оваа енергија денеска од првата моја група. Ајде да видиме, да покриеме и што друго. Ке дојде како нова енергија во 2026 година. Темперан со Хермит, Светот со Звезда и енергија 8 купови со 8 пентакли. Момент каде што се ставате во една ваша изобилна работа, каде што и сакате да ја тргнете од енергетски рационален дел оваа персона која што и не испаднала фер спрема вас, да енергија ја отпуштите оваа персона и бидете во своја духовност. Енергија да добиете инспирација, духовно закрепнете и се подигнете. Енергија да овој период ќе го направите сето ова, каде што и ќе отпуштите оваа персона, но и ќе влезете во една нова енергија, каде што духовно ќе се подкренете, ќе имате божанска заштита, ќе бидете во енергија да оваа нова работа или пак ова патување каде што сакате да го одите на подолги стази или пак енергија да биде во физичка или пак во енергетска ваша ментална способност да ова патување биде во ваша енергија и ваша манифестација е да 8 купови ги замените со 8 пентакли, каде што напорно и долготрајно ќе работите, ќе бидете задоволни во вашата енергетска вредност, каде што и ќе треба да подкренете вашата енергија. Ајде да видиме за што поконкретно се работи со овие Ленорман карти. Ајде да видиме што се случувало со оваа персона горе и што се случува во сегашен енергетски дел до крајот на 2025 година. Многу префригана персона која што и донесувала
енергија да биде во нејзина можна енергичност, да сите ваши заслуги, ваши чекања, ваши давања, како на емотивно, така и на материјално, да си ги препишувала сама на себе, да била во нејзина енергија, да ве искористила за некој од вас, ке значи, оваа персона токму така. Ви стоела во енергија да ви донела големи блокади на ваши патишта, да не сте можеле да не можете да излезете од некоја енергија или пак да не можете да манифестирате материјална независност, слобода, каде што и ќе бидете и почитувани, и сакани, и да бидете во енергија да доживеете една материјална стабилност. Енергија да сте биле буквално затворени во својот дом. Оваа персона ве ставила во својот дом, каде што и вие сте ја очекувале да дојде, но оваа персона не дошла, не направила реунија со вас. Така ве буквално маневрирала, ве залажувала, енергија да вие импозантно ја чекате, ја манифестирате, но оваа персона само ве излажала и ве за нејзини цели. Значи енергија за нејзини цели. Ајде да видиме и што ќе кажат Ленормандот за новата енергија. Токму така. Вие ја наоѓате сродната душа преку духовност. Енергија да ја манифестирате вашата сродна душа преку духовност. Енергија да и 8 купови ги заменувате во работна енергија како би не би мислеле на оваа персона, туку вие манифестирате една сродна душа преку духовност. Или пак новото што ви доаѓа во 2026 година е да поработите на вашата духовност, каде што и ќе бидете стрекни и весели затоа што ви влегува нова персона и оваа нова персона ќе биде вашата сродна душа, затоа што вие сте ја манифестирале и се уште ја манифестирате сродна душа пожртвована, каде што и ќе биде реципрочно и до крајот на животот, а овие два били лебеди се во енергија да се сродни души, да се пронедат и да останат заедно за целиот живот. Ајде да видиме и што друго. Токму така, вие правите едно рераѓање во вашиот енергетски дел, каде што и ќе бидете како нова персона, енергија да позивот со рераѓањето или пак позивот со енергија да направите комплетно духовно исцелување е да бидете во рераѓање, да се преродите со оваа персона, да бидете во енергија на заслужност, како што и требала оваа персона што отпуштате оваа година или пак до крајот на овој месец, настан случка. Значи, не е битно, битно е дека влегува во вашиот енергетски животен дел персона која што буквално ќе ве прероди. Ајде да видиме и последна карта. Токму така. Оваа персона е комплетно ваша сродна душа. Вие ги поминувате вашите мостови, кои што и долго време сте ги носеле како терет со оваа горна енергија, која што треба да отпуштите до крајот на 2025 година. Поточно до крајот на овој месец, енергија да бидете во ваша заслуга, да нешто старо
затворите и отпочнете нешто ново да градите со оваа персона која што сите мостови каде што ви биле препрека на патот, каде што сте имале препрека на патот за да не можете да го поминете тој мост, сега комплетно со оваа персона ќе се преродите и сите мостови, сите препреки ќе ги поминете заедно со неа. Ајде да видиме и што друго, што ќе ви кажат овие оракл карти за вас, драга моја прва група. Лисец. Мудра, но мудра само за себе оваа персона, која што треба да ја отпуштите и да си замине од вашиот енергетски животен дел. Да затворите врата и повторно да не отварате. Ајде да видиме што ви порачуваат овие токму така. Вие сте биле жртва на оваа персона. Енергија да сте биле жртва на оваа персона и да сте се уште жртва на оваа персона. Отпуштете ја. Енергија да затворите една кармична приказна која што ве става во жртва, во жртвена енергија. Да сте жртвувате за вашиот дом или пак оваа персона ве става во жртвена енергија како би седеле дома за да ви ствара енергија, препрека, за да не можете да порастете ниту духовно, ниту материјално, ниту љубовно. Енергија да оваа персона е буквално префригана, енергија да се понаша како моментална енергетска вредност да има која што и сака да манипулира, да биде во енергија, да превзема енергии од други персони кои што и се надевам дека и затоа сте биле во енергија на жртва. Оваа персона ќе треба да ја отпуштите или пак оваа случка ќе треба да ја отпуштите од вашиот сегментен живот. Ајде да видиме и оваа персона која што ви доаѓа во 2026 година на самиот почеток, кој што ќе бидете во енергија на сродни души, ќе се преродите и ќе ги поминувате сите мостови на препреки кои што ви ги задал животот заедно и без проблем. Ајде да видиме. Токму така, оваа персона ќе ве исцели, ќе ве закрепни, го носи клучот на вашето исцелување, како што и најавија тарот картите, енергија да ова раѓање или пак оваа природба која што ќе се роди во вас, ќе биде вашето закрепнување од персона која што и ве издала и била неадекватна за вас, била кармична лекција која што се надевам дека ќе ја отпуштите оваа карма и ќе појдете во 2026 година со запознавање на вашата сродна душа, која што ќе ви понуди и љубов, и енергија, стабилност, работа. Ќе комуницирате, дали тоа било преку социјални мрежи или ќе комуницирате преку телефон, енергија да е на дистанца, преку голема вода за некој од вас, ќе значи ќе биде едно обединување со оваа персона и ќе бидете во енергија да бидете заедно, како што и најавуваат овие Ленорман тарот карти за сите вас кои што се надевам ја знаете приказната за лебедите кои што и е точна. Еден партнер кој што секогаш ќе се сретнат со него и ќе бидат за цел живот заедно. Доколку резонираше оваа порака за првата моја група, јас ви давам една огромна енергија и ви се заблагодарувам за вашата гледаност на мојата прва група. Ви посакувам среќа и успешна нова година. Прва моја група. Поздрав!
И добре дојдовте, друга моја група или пак друга моја карта за сите вас кои што ја одбравте оваа убава карта и енергија да ја одбравте оваа топка со овие шлјокици се или пак некој дел енергии да за вас да исчитаме оваа енергија, оваа карта јас ќе ја трнам на страна, затоа што ова беше карта која што интуитивно требаше да се одредите за некоја група, доколку оваа група не резонира со вас, отфрлите ја и поидете на првата група за да направите увид во нештата кои што ќе треба да ги отфрлите или пак да си заминат од вашиот сегментен живот до крајот на 2025 година и да пристигнат нови енергии кои што се надевам дека ќе бидете во ваша енергетска вредност во новата година. Ова ќе бидат колективни, групни исчитувања, каде што улогите секогаш можат да бидат заменети за сите вас и да бидете во ваша енергичност. Ајде да видиме кој настан, персона, моментна ситуација ќе ја напуштите или пак ќе ве напушти до крајот на 2025 година и ќе влезете во една нова енергија каде што ќе треба да влезе нова можност за вас во 2026 година. Втората моја група е малку немирна. Ајде да видиме за вас. Еве првата група, втората група, првата карта од што си заминува од вашиот сегментен живот, а ова ќе бидат енергии за што ќе влезе во 2026 година за вас. Втора моја група, ете така, ајде да се дадеме на читање, да видиме што ќе кажат овие први карти. Ова ќе биде случка настан кој што се случува во вашиот енергетски дел кој што ќе треба да си замине. Енергија да. Вие сте издадени, предадени. Емотивно и во огромна борба, дали со сами со себе или пак со енергија да сте во некоја моментална ситуација со персона или пак со персони кои што манифестираат победа над вас. Ова ќе биде енергија да овие персони се ваши пријатели или пак енергија да бидат непријатели, каде што манифестираат се во енергија на. За некој од вас ќе значи дека магионичарот е енергија да манипулира со вашата енергичност, каде што и ова ќе биде за некој од вас во втората моја група дека е персона која што и ќе треба да ја напуштите до крајот на 2025 година, затоа што премногу борба гледам и премногу предаја, емотивна издаја. Енергија да оваа персона сега може би и ве манифестира, сака да биде во ваша енергетска вредност, но оваа персона е малку лажлива. Енергија да некоја борба се случило помеѓу вас, да биде во неадекватна енергија, може да е и персона која што ви е блиска, фамилиарна, или пак енергија, работна енергија, персона, пријател кој што и ве издал емотивно сте затворени, во издаја сте, моментална и се води тешка битка со конкуренција. Да, оваа персона има конкуренција или пак вие имате конкуренција
преку оваа персона. Ајде да видиме и што ќе кажат другите тарот карти на кларифицирање. Да видиме што сакаат да ни кажат овие тарот карти, за која персона се работи, случка настан. Овдека има голема конкуренција. Персона битка која што се води и е во тек на водење, но сте предадени. Буквално е случена голема емотивна издаја од персона која што е премногу блиска до вас или пак работна енергија да е ваш соработник или пак се работи за компанија. Ајде да видиме 5 купови, обратен човек, 5 штапови, витезот на мачевите и магионичарот го покриваме со пажот на мачевите. Ке добиете глас од оваа персона, но оваа персона е во енергија да биде во негова надлежност, да сте се давале или пак да се давала оваа персона премногу на други персони, каде што и оваа персона ве предала, ова е работна енергија, да знаете за втората моја група, ви отпуштате персона која што е дел од вашата работна енергија, каде што и имате огромна борба, превласт да оваа персона манифестира ваша заслужена работа, енергетска работа, која што и ве предава, буквално ве манипулира и ве предава со обратниот човек. Оваа персона е во криза, моментална криза, каде што и ќе добиете глас. Да, оваа персона е во огромна борба, која што и сака да превземе вашата енергетска работна вредност, каде што вашето работно место за некој од вас ке значи, каде што пажот на мачовите прави мудар план. Значи, ова е донесување на мудар план за како да ја направи целата ситуација по повод ова случување. Оваа персона и овој настан си заминува од вашиот сегментен живот до крајот на 2025 година. Вие го решавате овој проблем со тоа што ставате крај на оваа приказна енергија, каде што постапувате мудро, донесувате битни и важни одлуки по повод вашиот енергетски дел, каде што и се заштитувате од преголемо давање енергетско, вибрантно предавање кон оваа персона или пак оваа ситуација која што настанала во вашата работна енергија. Да, оваа персона манипулира со енергии кои што и се во енергичност. Да, оваа персона може би и гради еден лош ентитет кон вас и ви го предава како тип енергија која што и неговата енергетска вредност, неговиот ентитет, значи лажен ентитет, ве блокира и на материјално, и на работно, на енергетско поле, каде што и се ствара една тешка борба, каде што и ве предава буквално и затоа сте во 5 купови. Оваа персона ќе го напушти вашиот, или пак оваа случка ќе ја напушти вашиот сегментен живот до крајот на 2025 година. Ајде да видиме што ќе дојде во 2026 година како нова енергија за вас. Втора моја група. 4 мачеви, витезот на штаповите и енергија пажот на пентаклите. Токму така. Стабилна работна енергија, каде што ќе ви биде понудено да дојдете до информација која што ќе ви биде битна и во ваша енергичност. Да, вашата способност за градење на импулсивни енергии кои што ќе бидат во ваша можност, во ваша заслуга, да бидете
првин одморени, да отпуштите оваа персона, да донесете битни и важни одлуки во вашиот енергетски дел, каде што и ви треба одмор. За некои од вас кидат на заслужен одмор, каде што оставаат една голема критична ситуација која што повеќе не се навраќаат. Енергија да, некој ќе патува, ќе оди на патување каде што таму комплетно ќе се реанимира, ќе се измедитира, ќе биде во своја енергија, ќе ги средите вашите рационалности, значи рационални мисли, каде што и ќе дојдете до заклучок, до енергија да, персона која што е витезот на штаповите, ви донесе огромна енергетска вредност која што ќе биде во ваша заслуга, а тоа е пажот на пентаклите или пак персона која што ви е блиска до вас, или пак ова е нов настан кој што ќе влезете во една нова енергија, нова работна снага, каде што и ќе треба да научите да давате помалце, да се изложувате помалце, а да донесувате битни и важни одлуки во вашиот енергетски работен дел. Ајде да покриеме. Да кларификуваме, да видиме зашто се работи во оваа нова енергија која што тек ќе дојде во вашиот енергетски дел во 2026 година. 4 мачеви и висока свештеница. Витезот на штаповите со пажот на куповите се покрива и пажот на пентаклите го покриваме со 3 купови. Славење, прослава, енергија да бидете во друштво со вашите најблиски пријатели, кои што и се ваши во ваша енергија, да ве бидат во ваша духовна енергија, да бидете, да некој од вашите пријатели или пак да прославувате за нешто што е во енергија на пажот на куповите. Ова е персона, млада персона која што и ќе биде во енергија да ви донесе можност на страст, на енергии, на една емотивност, каде што и ќе ви ја врати вашата способност да повторно верувате во љубовта, да ве исполни, да бидете во енергија на исполнетост. Ова е енергија доминантен хороскопски знак или пак подзнак Венера или месечина на Риба, каде што и ова е еден блесок, еден бран на емоции, каде што и ќе се створи за некој од вас во 2026 година. Но тука е високата свештеница, каде што вика 4 мачеви и висока свештеница. Енергија да ја секогаш послушувате вашата интуиција. Никогаш да не одите без вашата интуиција, затоа што вашата интуиција многу добро ви говори зашто ќе дојде во вашиот енергетски дел како нов настан, нова случка во 2026 година. Да ова висока свештеница ви го отвори патот за до успехот, каде што и ќе има прослава, енергија каде што 3 купови е можност да биде и моментална енергија која што од веќе отпуштената енергичност која што ќе ја напуштите, која што ќе ве напушти во до крајот на 2025 година, ќе биде во енергија да ви биде вратена вашата самодоверба, да бидете во излезност со да се забавувате, да се опуштите и да бидете во прослава за некој успех кој што и сте го направиле во претходниот период, каде што и ја затварате оваа состојба која што ја имате сега до крајот на 2025 година. Ајде да видиме и овие кипер карти што ќе ни кажат за вас.
Ајде да видиме оваа персона која што ваш соработник, кој што сакал да превземе вашата енергија, емотивно ве повредил, ве ставил во борба сама со себе или пак во борба со други персони од вашиот колектив. Токму така, лажна персона. Енергија да оваа персона се представувала и доаѓала во можност да ви превзема моментални случувања, каде што и вие сте и давале информации, сте се отвориле пред оваа персона, но оваа персона е лажна персона. Енергија да сега е загрижена оваа персона, што ќе се случува во енергетскиот негов дел, да бидете во можност да ја отпуштите и да повторно не се навраќате на оваа персона. Може да е ваш љубовен партнер, љубовник од ваша енергија, работна енергија, каде што и оваа персона потврла. Оваа персона само сакала ваша заслуга да со вашите енергии се накити и да биде во успешност. Ајде да видиме која е оваа персона која што влегува во вашиот или пак настан кој што влегува во вашиот енергетски дел. Токму така, додека сте на одмор или пак додека одите на одмор, вие ќе добиете конечна порака од вашата работа или пак да ви биде објаснето преку порака, писмо, кое што и ќе биде од власништво, значи ова ќе биде официјално писмо, или пак телефонски позив, каде што и ќе дознаете што све се случило со оваа персона. Да, ја запознаете вашата нова персона или пак нова работна енергија, да бидете во можност да бидете во своја интуитивност и да бидете во своја автентичност. И така ќе примите пораки од универзумот за нешто ново што сепак ќе треба да влезе во 2026 година. Пажот на куповите, ова е персона и витезот на штаповите, ова е персона која што е или пак работна енергија, која што е на дистанца. Оваа персона ќе влезе во вашиот енергетски дел, ќе дојде до вас во 2026 година, каде што и ќе добиете позив, порака, може би и ја знаете оваа персона која што е духовна, енергија да е духовно многу повисоко од вас и да бидете во комуникација преку писма, социјални мрежи, да може да е на дистанца друг град, но може да е и друга држава. Оваа персона е премногу стабилна и ќе сака да влезе во вашиот енергетски работен живот, каде што и ќе се стационира таму. Да знаете дека оваа персона носи терет на својот грб и таа имала исто искуство како и вас. И токму така, оваа персона ќе ви понуди патување кое што ќе биде во енергија да бидете во прослава, може да е и ваша блиска пријателка или пак пријател кој што ќе бидете во една енергија да прославувате за успешноста во 2026 година, може би и ќе бидете во енергија да оваа персона ја запознаете на долго патување, каде што и ќе прославите влез во новата 2026 година. Да оваа персона ви понуди и емотивност, бран на емоции, каде што ќе биде и ватрена енергија, ќе биде во можност да
ве исцели, ве излекува и ви даде добар совет. Вие со оваа персона ќе се одморите. Ајде да видиме и што ќе кажат овие оракл карти за оваа персона која што ве издала. Може би сте биле и во врска, љубовници, каде што и сте се давале, сте се залагале, но оваа персона е лажна персона која што влечела само информација од вас и се китела со ваши заслуги на емотивно, како на емотивно, така и на работно енергетско ниво. Ајде да видиме што ќе кажат. Токму така, оваа персона ќе ви пробара прошка. Пред да отпуштите, оваа персона ќе ви побара прошка. Или пак ќе треба да ја простите на оваа персона затоа што ве изреметила во енергија на изминатиот период, каде што и затварате едно долго поглавје со оваа персона, која што и ви задала немири, ви изневерила, ве предала, и тоа го направила све за нејзина корист. Оваа персона која што влегува во вашиот сегментен живот, или пак случка настан, каде што и се надевам дека можно е и да патувате во 2026 година по повод работа, нова работна енергија. Ајде да видиме што треба да токму така. Треба да ја тргнете вашата фасада кој што сте ја имале во претходниот период за оваа персона која што ќе треба да ја опростите и да отпочнете една нова енергија која што вели фасада, значи не да се маскирате, но да знаете дека никогаш не треба да излекувате со вашата енергија пред се, туку треба да направите една како сиви варијанта која што ќе биде во можност да не се давате премногу емотивно, па и материјално пред јавноста или пак пред светот кој што ви доаѓа во нареден период, да го доживеете вашиот успех, да прославувате, да бидете во енергија, да патувате за некој од вас или пак нова енергетска вредност во вашиот сегментен живот кој што влегува во 2026 година. Втора моја група. Јас ви посакувам многу среќа, многу успех и се гледаме во наредно исчитување во 2026 година. Поздрав!